Партиските препукувања меѓу власта и опозицијата продолжуваат со меѓусебни обвинувања за лицемерие, луксус и криминал. ВМРО ДПМН денеска повторно го обвини претседателот на СДСМ Филипче дека додека јавно говори за сиромаштија и ниски плати, празниците ги минува на луксузни дестинации како Дубај. Од партијата велат дека на опозицијата не им сметат недвижностите на Филипче и Заев по Дубај, само ги интересира власта. Ја праша и опозицијата дали новата година ќе ја слават под дубајско време како и нивниот лидер. Лицемерието на Филипче е огромно. Полетувањето со Заев на милионската јахта во Грција, сега на зимување во Дубај. Додека тука во Македонија Филипче говори дека тешко се живеело, луѓето едвај сврзувале крај со крај, платите биле ниски и слични манипулации од негова страна, паралелно замина на одмор во Дубај, една од најскапите држави во светот. Од опозицијската партија пак возвраќаа дека станува збор за целосна измислица и таблоидна офанзива со цел да се дофокусира јавностот, како што велат, криминални тендери и договори на власта. Целта е дефокус од криминалните тендери на ВМРО и договорот мигранти за пари. Јавноста се бомбардира со измислици за Дубај, визи, згради и летови што не постојат. Го следат претседателот Филипче, ги злоупотребуваат службите, но не објавуваат слики од Дубај. Зошто нема ниту една слика од Дубај? Затоа што ги нема. Опозицијската СДСМ ја продолжува битката и со знам и обвинувањата за тендерот од 1,2 милиони евра од пошта за фирма на советник на знам. Од БХЧК вела дека постојат основани сомнежи дека над 300.000 евра годишно пари на граѓаните се вадат преку корупцијски схеми, го повикуваат обвинителството наместо МОЛК да го расчисти скандалот. Му вратија и на Јован Деспотовски, откако тој ги отфрли обвинувањата на матичната партија СДСМ дека е во тајна коалиција со ВМРО ДПМН. Додека ние ги разоткриваме криминалните шеми на ВМРО знам, тој со нив прави договор против СДСМ. Деспотовски прави дел со оние што сакаат да ја срушат СДСМ, повторно заради личен интерес. Човек кој во партијата никогаш не бил активен, кој за партијата и за партиските другари практично не постоел, реагираат од СДСМ. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.